би сакала да кажам дека фирмите кои што членуваат во оваа групација се воглавном организатори на пазари како посебни правни субјекти, комунални предпријатија во рамки на општините, а некаде се тоа дел од јавните комунални предпријатија кои што опфаќаат дејности од аспект на отпад, водовод, пазари и така натаму. Една од целите на оваа групација и причина за нејзиното постоење е преку осовременување и модернизација на пазарите да станат атрактивни за купувачите наспроти појавата на големите хипермаркети кои во еден дел стануваат сериозна конкуренција на зелените пазари. Согласно проценките и споредбените анализи кои се прават од страна на компаниите, со се помасовно појавување на супермаркетите на пазарот, односно на просторите ширум целата држава, и продажбата на зелени производи во овие хипермаркети, се проценува дека од 10 до 20% е намалена продажбата на производи на самите зелени пазари. Меѓутоа, треба да се посочи дека ова не е тренд само во Македонија, ова е тренд во регионот и пошироко во светски рамки. Од тој аспект, во насока на задржување на атрактивноста на пазарите, како удобно место за пазарење, согласно традицијата, но пред се и поради значајниот економски ефект на државно ниво, организаторите на пазари се поактивно се организираат на регионално ниво, на меѓународно ниво и во таа насока разменуваат искуства како да се задржи атрактивноста на пазарите, како да се задржат купувачите на зелените пазари, имајќи во предвид нивната атрактивност, нивното значење од аспект на место каде што може да се разменат различни форми на искуства, идеи, но и место каде што прометот и не е така мал. Размената на идеи и искуства на регионално ниво оди во насока на модернизација на пазарите преку инвестиции во изгледот и во условите за пазарење и воведување нови содржини на пазарите со цел задржување на купувачите на самите пазари. Во тие рамки се и активностите на групацијата на пазари при Стопанската комора на Македонија, која преку организирање посети на пазарите во регионот, учество на регионални и меѓународни конференции со цел размена на искуства и воведување на новини на пазарите кои функционираат на локално ниво, ги следи и светските текови во оваа дејност. Последната таква конференција на која што учествуваше групацијата на пазари со 7 организатори на пазари, што значи со пазари од 7 града ширум Македонија, беше меѓународната конференција што се одржа во Суботица од 6 до 8 април, каде што покрај учесниците од пазарите во Србија како домакин и како што веќе најавив 7 пазари од Македонија, беа присутни представници од пазарите од Република Српска, Федерација Босна и Херцеговина, Република Унгарија. На конференцијата се разговараше за две теми: прилагодување на пазарната дејност на пазарните предизвици на 21 век и модели на формирање на цена, издавање тезги под закуп и наплата на пазарните услуги. Во рамки на трибината беа презентирани различни искуства, начини на организацијска поставеност на пазарите, предизвиците со кои се соочува, влијанието на големите хипермаркети на дејности и така натаму. Беа презентирани и моделите на организацијска и техничка поставеност на пазарите на големо во Унгарија и како еден интересен пример како во оваа земја се организирани пазарите на големо системски и како тука функционира и колку е значен прометот на овие големи пазари на големо во Унгарија и колку е нивното влијание врз вкупната економска активност на таа земја. Би сакала да ви кажам дека заклучокот од таа конференција беше дека е нужна модернизација на пазарите секаде во регионот, дека следењето на новите трендови на купувањето согласно желбите на потрошувачите, но и динамичниот начин на живење, а имајќи во предвид фактот дека пазарите се се уште со големо значење во вкупната економска активност на секоја од земјите во регионот, беа посочени повеќе значени сегменти зошто пазарите треба да продолжат да функционираат и зошто е потребно нивно модернизирање и усовршување и на тамошен развој. Прво, организаторите на пазари или самите пазари вработуваат директно одреден број на вработени и на државно ниво таа бројка не е мала, но од друга страна и индиректно вработуваат, иницираат вработување, а тоа е од аспект на закупците на тезги кои што се јавуваат како продавачи на зелените пазари и кои што имаат обврска да бидат
во некоја форма регистрирани како правни субјекти или пак да постојат како субјекти во вкупната домашна економија. Потоа значењето на пазарите е од аспект на плаќање на даноци. Значи и самите организатори на пазари се јавуваат како субјекти кои што имаат своје значење во државната каса, но и закупците на тезги имаат обврски да плаќаат одреден данок паушален на ниво на година за согласно нивното закупување на тезги. Значено е постоењето на пазарите од аспект на прометот кој што се прави на самите пазари. Имено за ваша информација, од 15 до 20.000 закупци на тезги годишно просечно профилираат низ организаторите на пазари на цела територија на Македонија и тоа значи дека од 15 до 20.000 граѓани или закупци на годишно ниво или семејства, како сакате, на годишно ниво се занимаваат со оваа дејност. Тоа значи дека функционирањето на зелените пазари не е нималку за занемарување. Согласно вкупните активности, што веќе најмалку 5 години наназад оваа групација ги прави, посета на пазари во регионот, учество на регионални конференции, е созреана ситуацијата за формирање на една регионална асоциација на пазарите, со учество на земјите од регионот, со цел во рамки на оваа регионална асоциација да се разменуваат искуства и идеи, но да се црпат и искуства од Светската асоциација на пазари, која што постои, и како таква да може да се користи за во поглед на тоа што се прави на светско ниво за пазарите да останат атрактивни како место за тргување и согласно тоа искуствата да се применат во Македонија. Имајќи во предвид дека неколку години има потреба од размена на искуства. Тоа не е случајно, всушност овие иницијативи произлегуваат и од иницијативите што ги прават самите организатори на зелени пазари во рамки на државата, односно организаторите на пазари во многу градови во Македонија веќе ја чувствуваат потребата за модернизација на пазарите, за нивно осовременување, со цел да останат атрактивни, како што веќе напоменав, и за таа цел веќе на многу пазари широм државата се преземаат различни иницијативи од аспект на осовременување. Некои од пазарите целосно се реконструираат, некои од пазарите делумно се модернизираат, но се тоа инвестициски зафати со кои што дефинитивно се менува ликот и се менува начинот на тргување на зелените пазари. За таа цел денеска со нас се представници од повеќе пазари во Македонија. Тука се присутни директорот на јавното претпријатие Пазари од Битола, кој што воедно е и председател на групацијата за пазари во рамки на Стопанската комора на Македонија, раководителот од јавното претпријатие Исар Штип, кој што исто така е подпредседател во рамки на групацијата за пазари, и представникот од Скопски пазар, исто така членка во групацијата на пазари при Стопанската комора на Македонија. Овие три пазари, но и многу повеќе од овие, денеска веќе преземат инвестициски зафати, но денеска со нас се представниците, како што реков, од Битола, Штип и Скопски пазар, кои што накратко ќе ви информираат за тоа што се презема во рамки на овие пазари, за зелените пазари на ниво на општини да останат атрактивни и да ја зголемат атрактивноста во следниот период према своите купувачи. Општина Битола, на пазарите на општина Битола, во моментот се изведуваат два инвестициски проекти, и тоа првиот инвестициски проект кој што се одвива во централниот градски пазар, во смисол обезбедување, тоест изградба на ново плато на површина од 1000 квадрати и изградба на 6 нови павилјони кои што ќе бидат покривни на истото тоа плато. Вредноста на проектот, вкупната вредност на проектот изнесува 6.100.000 денари, во кој што проектот се одвива во партнерство со Центарот за Пелагонски плански регион, за развој на Пелагонски плански регион, кои учествуваат со 75% од оваа сума, пари обезбедени од Бирото за регионален развој и 25% сопствено учество на јавното претпријатие Пазари. Вториот инвестициски проект кој што се одвива во Битола се одвива на новиот пазар, тоест пазарот во Нова Битола. Имено станува збор за покривна површина на просторот каде што се продава текстил, вкупна површина 500 квадрати. Истата вредноста на истиот проект изнесува половина милион денари. Со тоа пазарите во Битола добиваат подобар изглед и подобра функција, нормално на обострано задоволство и на самите продавачи на тезгите и нормално на самите купувачи, тоест граѓаните на општина Битола.
во Штипскиот пазар. Штипскиот пазар е направен 89 година. Од тогаш до сега ништо не е инвестирано. Значи за прв пат оваа година на плато 1 како што викаме од површина од 1650 квадратни метри се изведуваат се градат 14 монтажни дуќани од по 18 квадратни метра и другата површина ќе биде целосно покриена со лексани, со плехови. Наредна фаза е плато 2, што ќе продолжиме од околу 800 квадратни метра и тоа ќе би изградеме, ами тоа ќе биде следната година. Овие зафати треба да завршат за едно 20 дена, значи на почетокот мај ќе биде отварањето, со што ќе се подобрат посебно плато 1 условите за продажба на корисниците за продажни места и условите за продажба на трговците и на земјоделците што гравитираат од тој регион. Значи вкупно ќе имаме 120 продажни места, 14 монтажни дуѓани, а вкупниот пазар ќе има на располагање 360 продажни места. Во план сме за наредната година изготвување на проект за изградба на околу 200 паркинг места, значи подземни, за да на горната површина да биде пак пазар. Значи вкупната површина на Штипскиот пазар е 4500 квадрата и со изведување на овие работи ќе се заокружи и ќе се направи модерен пазар во општина Штип. В рамки на својата деловна стратегија за 2016 година Скопски пазар АД Скопје планира две значајни инвестиции. Тоа е целосна реконструкција на пазарот Бит пазар, како и изработка, односно започнување на изградба на нов пазар во населбата Ново Лисиче, заедно со снабдувачки центар и маркет. По поглед на првата инвестиција, реконструкција на пазарот Бит пазар, кој што може да се види и на сликата која што е покажана таму. Значи Бит пазар се протега 8800 метри квадратни, во моментов има околу 1170 продажни места и деловен простор со површина од 3800 метри квадратни. Заедно во соработка со општината Чаир, согледани се сите потреби за тој регионски центар и за тоа изработен е проект кој што ќе вклучува целосна реконструкција на пазарот, односно проектот вклучува целосно ново покривање на пазарот, кое што ќе овозможи подобри услови за работа на нашите ценети корисници и закупци на продажни места, како и подобри услови за пазарење на самите потрошувачи. Комплетно ќе се промени инфраструктурата на подземната инфраструктура, како и создавање и креирање на уште 600 квадратни метри нов деловен простор кој ќе биде за изнајмување и комплетна за обновување на продажните места тезги, кои што во бројка се некаде околу 1000. Истовремено, ова покривање на пазарот ќе овозможи и паркинг простор, кој што е неопходен за оваа локација, кој што ќе обезбеди 230 нови паркинг места во тој реон, кој истовремено ќе даде импулс за подобро деловно работење на нашите корисници, подобри услови за пазарење на самите потрошувачи, како и импулс за развој на старата Скопска чаша. Вкупната инвестиција која што е планирана на овој проект е некаде околу 2,5 милиони евра и истата ќе биде обезбедена од сопствени извори на Скопски пазар. Рок на изведба, значи од денот на започнување, да напоменам само дека проектот е во фаза на одобрение за градба, значи веднаш чим се добие одобрение за градба се започнува со активности и планиран рок на изведба на истиот е некаде околу 6 месеци. Ново Лисиче, тоа е нова локација, значи веднаш непосредно до црквата Света Софија која што е во изградба. Се протега на површина од 7280 метри квадратни и во неа значи ќе се план, односно изработен е проект кој што исто е така во фази на општинските институции за добивање на одобрение за градба на еден модерен снабдувачки центар, кој што ќе вклучува значи пазаришен простор од 1237 метри квадратни и како и значи продажен простор маркет со површина од 1350 метри квадратни и деловен простор од околу 700 метри квадратни. На истата локација со комплетната инфраструктура ќе бидат обезбедени 65 нови паркинг места за таа локација. Да напоменам дека пазарот Ново Лисиче значи ќе се изработува во две фази. Првата фаза ќе биде изработка на пазаришниот простор со
обезбедување на некаде околу 120 продажни места кои што ќе го задоволат потребите на тој район кој што е во фаза на развој и се гравитираат некаде околу 100.000 жители во тој дел. Сликите можете да ги видите, некоја 3D подготовка за истите. Накратко, тоа е инвестицијата за првата фаза за пазарот во Ново Лисиче ќе биде некаде околу 500.000 евра и исто средствата за ова ќе бидат обезбедени од сопствени извори на Скопски пазар.